слушаме дека овде се градат резиденцијални објекти за живење, репрезентативни објекти за протоколи, комерцијални, туристички и угостителски објекти и слично. Во изминатиот период од надлежните институции бевме убедувани дека сите предвидени објекти внимателно биле проектирани и дека естетски немало да ја загрозат Свети Климентовата црква, Свети Пантелеимон. Па еве, нека види сега нашата јавност овде на лице место на што личи ова и дали е така. Згора на тоа, некои археолози и историчари на уметноста тврдат дека овдека се закопани уште најмалку 3 помали средновековни цркви, кои поради ваквиот начин на градење би можеле трајно да бидат уништени. Се уште надлежните институции од власта на ДПМН не се огласија со било какво соопштение или информација за јавноста во врска со неодамнешната посета на експертите од УНЕСКО, и тоа не наведува на заклучокот дека работите воопшто не се такви какви што власта ни ги представуваше и дека изградбата на бетонскиве чудовишта на Плаошник всушност представува едно големо зло со несогледиви последици и за Охрид и за нашето културно и историско наследство. СДСМ од Охрид смета дека јавноста има полно право да знае за вистинските причини и целите на посетата на експертите од УНЕСКО, за која никој не кажа ни збор.